Во македонската влада има целосен молк, откако вчера во јавноста излегоа детали од преговорите со Грција, кои во јавноста предизвикаа вознемиреност. Ниту премиерот, ниту пак министерот за надворешни работи не коментираа зошто преговарачот Васко Наумовски предлозите кои дојдоа од медијаторот ги оцени како далеку од достоинствени и дека излегуваат од рамката на преговори според резолуцијата 817 на Обединетите нации. Вчера ТВ Нова, повикувајќи се на дипломатски извори, објави дека Република Нова Македонија, Северна, Вардарска и Република Македонија Скопје, сите со македонски превод, напишани на латиница, се предлозите кои Нимиц ги ставил на маса во Њујорк. За јазикот пак се предлага да биде македонски, повторно на латиница, или пак Official Language of Република Северна Македонија, или пак Горна, со можност другите земји да изберат дали ќе го преведат или не, додека пак за националноста има две опции, македонски на латиница и во зависност од името, например од Република Северна Македонија. Ни социјалните мрежи веќе почнаа шегите како името на Македонија ќе се изговара на официјални спортски, политички или музички настани, со оглед на тоа што буквата Ј во нашето име на англиски се изговара како Дж, па според тоа Македонија би била Македониџа. Оно што треба да не загрижува е што новото име се предлага да биде за севкупна употреба, односно дека ќе треба да се менува и уставното име. И додека кај македонските власти владее целосен молк, грчките власти веќе се координираат меѓу себе, па Ципрас и Кодзијас најдоа време да ја информираат и црквата за текот на преговорите. Поповите вчера излегоа и на протест во кој бараат името Македонија да не биде вклучено во името кое ќе биде договорено. Професорката Тања Каракамишева се уште не е убедена дека Грција ќе прифати во името на нашата земја да стои Македонија и дека Ципрас намерно го пушта каменос да ги каже позициите на земјата. Но јас и понатаму го делам ставот и чувството лично дека Грција нема да попушти со терминот Македонија да биде содржан во нашето ново име. Може тука да очекуваме така што тука во овој меѓупериод ние само ќе бидеме дополнително притиснати. Врв на притисокот на јавноста до грчките власти против употребата на името Македонија ќе биде протестот во Солун во недела, на кој се очекува присуство од над 50.000 луѓе.